Четиричлено семејство од Скопје сака да гради иднина во Австралија. За побрзо иселување наоѓаат посредник кој им ветува експресно добивање на неопходните визи за непречен пат до ветената земја. Тој им гарантира комплетна документација за само 6 месеци, а за возврат наплаќа вкупна сума од 8.500 евра. А потоа, ем визите никако да стигнат, ем парите никој не ги враќа. Ваква вест неретко може да се прочита во полициските билтени, но тоа што привидно изгледа како наивност за читателот, всушност е драма за измамениот. Откако му се исплатени сите средства, тој веќе почнува да губи секаков контакт со моите странки и има изговори дека паднало од дрво, дека дедо му починал, дека детето му е болно и нонстоп се случуваат такви работи, дека ќе дури оди до таму што кога ќе пробат да стапат во контакт и кога ќе имаат некој контакт, да им кажува дека во Белград имаат закажано лекарски прегледи, дека точно во колку часот кој доктор ќе ги прими, а ништо тоа не е вистина. Значи луѓето се изложуваат на трошоци, патуваат до Белград оштетените и со цел на крај да бидат излажени и изманипулирани во целост. И веќе тука сваќаат дека тоа што се договориле со осомничениот дека нема никаква врска и дека се работи за класична измама. Семејството добивало и наводен токен и документи налик на визи. Откако сватиле дека се измамени, во 2018 година поднеле кривична пријава против посредникот со иницијали ДМ, кој е од Прилеп, зашто тамошното јавно обвинителство покренува и обвинение. Но голготата продолжува. Оштетените велат дека судските рочишта постојано се одложуваат. Меѓу причините за застој во постапката е операција на обвинетиот во Турција, зашто тие лично се обиделе да ја проверат веродостојноста преку граничната полиција и директно во турската болница. Се уште немаме одговор, а од гранична полиција имаме известување дека само судот тоа може да го побара и тоа навистина е така. И со тоа писмено известување се обративме и до судот со цел да направиме напор за да судот постапи, односно ја подгурне работата, бидејќи од нивна страна за жал ништо не се превзима. Јас побарав и изрекување на мерки за предпазливост, иако согласно законот за кривична постапка таков предлог може обвинителството да постави, но бидејќи обвинителството не се ни појавува на расправи, ниту пат поставува ваков предлог, се обратив до судот, судот не одби, се обратив и до обвинителството за да таков предлог пушти до судот, за тоа немам информација дали е направено но со оглед дека не се изречени мерки за предпазливост, сметам дека такво нешто не е постапено. И сега во текот на февруари имаме наредна расправа, ќе видиме што е следно и кој ќе биде основот за одлагање, бидејќи сето до сега што се случува е неоправдано одложување на постапката. Така, семејството измамено пред 4 години е и без визи и без пари. Наместо живот во Австралија, главна преокупација им е побрза судска разрешница. За доброто на сите и за да во иднина не се сторуваат вакви работи према други граѓани на нашата држава, дека треба да се санкционира и да се казни согласно закон. Бидејќи не се работи само за пари, се работи и за стрес, значи за планови кои што не се реализирани на семејства, значи на повисока димензија, не се работи само за пари и покрај тоа што во нашиот конкретен случај е позначителна сума за која што се оштетени моите странки. Што се однесува до посредникот, тој е обвинет за делото измама со сторена штета од поголема вредност, зашто е предвидена казна од 3 месеци до 5 години затвор. Од обвинителството за 360 степени објаснија зошто се одложувани сите рочишта и велат дека не чувствуваат вина за ниту едно одложување. Барале и присилно доведување на обвинетиот на главна расправа, што не е извршено поради операцијата, но посочуваат дека и оштетените не биле редовни на судењата. За сите одложени главни расправи постоеја објективни околности. Отсуство на оштетените, промена на адреса на живење на обвинетиот по поднесеното обвинение, неуредна достава на новата адреса на обвинетиот, болест на обвинетиот, оперативен зафат на обвинетиот. А од страна на судот и обвинителството се преземени сите дејствија кои им стојат на располагање, а со цел да се обезбеди присуство на обвинетиот за отпочнување и завршување на главната расправа и донесување соодветна судска одлука. Од обвинителството имаат и разбирање што судот не закажува почести рочишта. Со оглед на актуелната состојба со пандемијата со COVID-19 во основниот суд Прилеп се редуцирани судењата, поради што од страна на судечкиот судија главните расправи се закажувани на подолго временско растојание. Се обративме и до судот во Прилеп за да прашаме за динамиката на рочиштата, но до иметувањето на оваа сторија оттаму не стигна одговор. Зборувавме и со обвинетиот посредник. Тој неколку пати ни побара да не се емитува оваа сторија, но не ни одговори зошто земал 8.500 евра за посредување за визи, а не го исполнил ветеното. Ниту пак зошто не се појавува на рочиштата. Апсурдно или не, додека измамените мигранти за Австралија со години тераат правна битка, истиот човек е пријавен од друго семејство. Во август 2020 година
полицијата соопшти дека ветувал визи за сад, земал пари и откако ги извисил клиентите, заработил кривична пријава. Колку граѓани се измамени на ист начин во Македонија? Обвинителството не ни одговори колку постапки се отворени за вакви дела, иако е јавна тајна дека многумина се обидуваат што побрзо да заминат од земјава. Постојат повеќе видови на виза, како и селеничка, работна, туристичка, а цените и периодот до кога би се добила варира во зависност од тоа за која потреба се бара и која е посакуваната дестинација. Аплицирањето за визи за Австралија може да се направи самостојно, онлайн или во амбасадата во Белград, Србија. Отикај на земјата има само конзуларно представништво. Нема ништо спорно ако се ангажира и посредник, но експертите во областа порачуваат дека изборот треба да се прави внимателно. Ако некој ветува 100% дека тоа е тотална измама, значи не смее никој да вети визата пред време, бидејќи визата ја одобрува Министерството за имиграција на Австралија, не е некој што посредува, ајде да кажем. Трајковски е регистриран агент за иселеништво кој посредува за визи исклучиво за Австралија. Тој сподели неколку совети како луѓето полесно да препознаат измама. Јас би препорачал прво, било кој што сака да аплицира за виза, за сега конкретно кај мене е само за Австралија, е да провери дали таа особа е регистрирана во комората на агенти во Австралија, бидејќи ако не е регистриран, нема одговорност. Еве, ајде, најбитно е тоа. Од аспект на еве да кажеме на процесот или на документите, ако не им се веродостојни тие информации или документи, можат во секој момент да се обратат до Министерството за имиграција или до најблиската амбасада и да ги проверат тие информации дали се точно како што им ветуваат тие што им помагаат. Австралија е традиционално ветена земја за македонците. Интересот за иселување и сега е голем, но за заминувањето да не се претвори во замајување, потребно е и да не се верува секому.